Зголемување на платите во јавниот сектор, исплата на К15, почитување на колективните договори. Ова се дел од барањата на Синдикатот за образование, наука и култура кои денеска протестираа пред владата на Република Македонија. Стотици учесници го започнаа протестот од Порта Македонија преку Министерството за правда, па половина час ги упатија нивните пораки пред владата со блокирање на булеварот. Членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати протестот го водеа под пароли за почитување на законите, почитување на гласот на работниците, за пристојна плата и пристојни услови за работа. Ние го поздравивме носењето на сумата на минималната плата и укажавме благовремено дека веднаш треба да се пристапи на усогласување и на другите плати во јавниот сектор согласно минималната плата. Тоа, за жал, до ден денеска не е сторено. Се собравме овде сите заедно да побараме социјална правда, да си ги побараме нашите права, да престане кршењето на законите, за подобар живот, за достоинствен приход, за сигурни работни места. И членовите на наставничкиот пленум ги имаат истите барања до надлежните, но го обвинуваат СОНГ дека нема легитимитет да ги застапуваат интересите на вработените во образованието, а оттаму возвратија со истото тврдење. Од пленумот вела дека Синдикатот за образование, наука и култура е инструмент во рацете на политичката партија која им се раздолжуваше со сместување во разни управни одбори. Но од СОНГ ги негираат овие тврдења и оценуваат дека ова соопштение на наставничкиот пленум е клеветничко. Денешниот протест се одржа и покрај остварената средба на представниците на синдикатите со потпредседателката на владата Радмила Шекеринска и министрите Манчевски, Десковска и Царовска. На оваа средба биле образложени нивните барања, од владата им посочиле дека во текст се анализи за покачување на коефициентите на вработените во одредени сектори, покрај договореното зголемување на платите на вработените во градинките. Надлежните бараат трпение од оваа група од јавниот сектор, а веќе и најавија дека од буџетот за 2018 година е предвидено покачување на платите во образованието. Од синдикатот истакнуваат дека во овој момент не е доведен во прашање почетокот на второто полугодие од понеделник, но ако нивните барања не бидат исполнети по денешниот протест, ќе следуваат порадикални чекори, а не се исклучува ниту штрајк.